Гораст Велјановски е професор по јапонски јазик. Еве ги неговите впечатоци од земјата на изгрее сонцето. Се осеќаат како роботи, дека се под конец. Сега, последно нешто што имам прочитано е дека ќе воведат да се работи 4 дена. Што ќе кажете за јапонските девојки, какви се тие? Убави се, по-нежни, по-мали, по-ниски. За семејството, Нема, например, како што ние имаме гушкање. Кога ќе отидеш во обичен маркет, можеше да се спореди со наша цена. Јапонија тешко, Македонија пуго. Нихонга музикачките, Македонија но хога јасеши ибис. Зевзекманија, сабота, 18 часот и 30 минути. Верувам дека убаво си поминувате. Еве се враќаме во студио со нашите гости. Ние си позборувавме за време на рекламите, сега кога тука ќе продолжиме. Сега знаете дека во овој дел имаме и прашања за нив, кои што тие самите ќе си излечат, а потоа и ќе погледнеме од фотографиите. Не го знаевте ова. Ова не, па ова. Не го знаем. Добро. Еве, може да се изличите едно прашање. Прашањата се така убави. Понад, надвор од професијата ваша, да речем. Надвор од професијата секако. Сега, Марти, ти како на джентлмен, тоа ти остана. Ама нема да биде нешто страшно. Ајде, може со Мартин да почнеме или? Ајде, единствено машко е да му дадеме предност ние сега. После да не излечеме прв ќе одговара. Јасно. Која дестинација искрено окей се праша? Окей, тотално во ред. Која дестинација ви е неостварена желба и би сакале да ја посетите? Ај малку да го размислам, може? Ајде? Не знаеш, јас мислам дека можам 3-4 одма да направам. Не можам сега, не е фер, не сум јас гостинка. Не сега да ме прашаш, јас не сум ја посетила Јапонија и стварно би сакала да одам во Јапонија. Тоа мислам дека се они малце друг свет. Да, еве се прошли. Од тие градини кои што ги имаат. Мајами? Сигурно, да. Може, значи сакаш плажа, море, топло време, одлично. Супер. За секогаш. Па ајде, може, зошто да не? Ocean Drive. Ајде, работи да случаат. Сигурно ќе се случи за скоро. Секако, да. Супер. Одиме следно. Ајде, докторка, со вас. Дали имавте прекар во детството? Интересно. Па не прекар, мене името Ленча. И не беше многу често име ни тогаш, ама нагалено, така, Лена или Лени. Ме вика во средно беше главно. Пошто нашиот народ знае да си прекрстува, да си дава прекари. Да, меѓутоа не сум имала прекар, само така нагалено името било користено или Лена или Лени средно така. Беше сите од средно што учевме, Лени ме правите разлика да речеме ве тие Лена кои што ве викале дека знаете дека ви се од основно, па некој Да. Кој што се од средно. Да, секако. На првото обраќање веќе знаете од кај го кој временски период. Така, добро. Сања, вашето прашање? Моето прашање е интересна случка за 1 мај која никогаш нема да ја заборавите. Да, пошто е утре, не 1 мај, прегот мај, така нешто, да. Па не знам, порано мислам дека како дете повеќе ти даваше некако значање. Значење на 1 мај, на она што значи 1 мај, меѓутоа и повеќе и дружба имавме, се сеќавам езерото Треска тогаш беше многу актуелно, нели имаше и приколки таму. Па се имаше ресторан, па некако беше убаво излетничко место. Имав едно многу интересно друштво и таму со родителите. Да не заборавиме дека вашиот татко е Геокица Лугаревски, кој што е Он да го слушна ова би рекол не е така. Не е така. Знам, не бил гостин, а меѓутоа ние го обожаваме. Јас дека сум мукерка, не дека он ми е татко. Обично околу тоа се шегуваме, така да тоа е. Сега не знам како ќе се прослави утрешниот празник. Мислам дека се губи тој момент дека е пред се празник на трудот, на работникот. А не е празник на плажите и на коктелите на плажите. Искарата, да. Меѓутоа се модернизира, нели, со тек на време, така да еве и ова. Се губи само на автентичност на празникот. Така. Добро, да ги замолам од режија, еве
што се вели да му дадеме предност на Мартин како единствено машко, го обколивме тука со женска енергија, да погледаме од фотографиите кои што тој ги изведи. Еве да видиме малку од твојата професија, како значи на лице место да се фотографира и ова позади сцената. Да, баш така. Ова е моментално во едно големо студио тука во Скопје, каде што фоткаме насловна за Fashion Group дигитален магазин, каде што конкретно са тука претпоставам не се ни приметува кога се фоткува Young Daddy, нашиот изведувач. Он ни беше на насловна и овде моментално претпоставам пробувам да на еден начин како да фоткам одгоре, а да нели изгледа тоа баш вистински нели птичја перспектива, претпоставам би го рекле. Така што ова е... Добро, ова некојаш може да биде и страшно, не дај Боже, Па не, бе, гледаш, имам ја тука... Да не се сопнал, да не се лизнал некогаш. Па да ти кажам, ми си има случајно пострашно е за нас не е проблем, опремата нека не се случи ништо. Бија за опремата фотограф го кажува. Се додека фотограф го кажува. Апаратот тој може да падне, ама апаратот. Да, нема врска ногата, не, апаратот. Сум како звучи, ама стојам тотално позади тоа. Секош ние повеќе тоа ќе го внимаваме него било што друго. Си замислуваш од малеле овој апарат го купив да речеме 2000 евра, па сега што? Ма би сакал да е 2. Пример, да бидејќи не знам евра да речеме, сигурно и многу повеќе. Минимум, тоа е само еден минимум, да. И да не заборам секогаш внимаваме на оние кои што ги фотографираме, ние некако се ставаме на последно место. Први нели нека биде оној кој што ние моментално од звезда, гостин како и да е, второ опрем, па последно. Yes. Мартин, баш хумани. Баш сте хумани. Ова е фотографија урбана. Да, ова е предскоро, ова е завчера пост изваден од Инстаграм, каде што имам фотки со Софи куќето кој што го собравме од улица буквално, кој што само ни дојде пред студио инаку. И тоа е, да, фала ти, тоа е приказната со нејзе која што не беше во никаков план. Туку едноставно излегуваме од студио пред зграда и не дочекува Софи. Бидејќи ве гледаме и во боја, сакаш повеќе црно-бели фотографии или... Овде конкретно мислам дека црно-бела беше поради тоа што имаше самата приказна некако бараше да бидат фотките црно-бели, па конкретно тука затоа позирам на тој начин во црно-бела фотка, затоа што некако се вклопи во идејата ни беше ајде да се обидеме некој старо Скопје да изимитираме. Така, да. А кој те слика тука тебе? Мојата асистентка Дарија. Да. Секојаш она позади, ако видите фотка каде што јас позирам, тоа се знае точно кој стои позади тој тие фотки. Ова конкретно е од исто пред 3 дена на Fashion Week, каде што бевме со нашиот стилист Сара Демчевска. Fashion Week прослави 30 години. Така е, да, се поминавме стварно многу убаво, бевме на неколку ревии, тука бевме не вика twins, не вика близнаци, тоа беше идејата да бидеме слично облечени. Да, баш убаво. Многу интересно. Да, интересно, искрено. Давне ја не сум бил на некој настан и баш ми беше кул онака да се појавам после добри, не знам, 4 години сигурно. Така? Добра пауза си направил. Па искрено, иако дека не си дел од сцената, соработуваш и тука си, но ете. Така. А конкретно ова е X Factor Албанија, сега исто пред некои 3 недели се случи ова. Јас конкретно бев дел од тимот на Туна, кој што беше специјален гостин на нивното финале, каде што го представува, каде што представува нели победникот за тековната година. И беше многу лудо искуство. Многу интересно. Убаво, многу интересно затоа што Да, Тирана баш има добри продукции. Буквално и со ова искуство искрено тој го покажа на буквално вистинско ниво и самото тоа што сум често и дел од нели тимот на Туна како една од нашите, а богами и нивните, преби рекол нивните повеќе нели мега звезди, баш ми мило што се повеќе и повеќе имаме вакви прилики од типот на X Factor Албанија, така што ова е тоа. Така. Може next. Овде сме пак casual со Сара после работа, конкретно ова е после некој состанок, мислам дека беше разговаравме за некој едиторијал нешто. Искрено не се мислам. Ама баш те фешн, ќе се изразам модерни, да. Можеме свајп следно. Овде ја не знам од кај, ова што треба да биде, претпоставам да од некое видео каде што претпоставам флексам нешто. Веројатно долови фотографија со сенки. Приметувам дека скоро ме нема, мислам дека ова е некој исечок од видео, не е ни фотографија. Ова е како скриншот, мислам дека од некој видео каде што Добро. Не се сеќавам точно конкретно што беше, ова конкретно е аутфит од Инстаграм. Исто, пост од Инстаграм кој што
представуваме некако... Ке се носили жолто сезонава, може би, ова? Мислам, на големо, значи, како предвестник некој. Јас се носам, па поради тоа, туку искрено многу ми е мило што конкретно оваа сатурирана жолта боја се почесто многу боја, нели? И свежо. Да, се почесто ја гледам во кај дизајнерите каде што е баш истакната, така што баш ме мило што и се враќа. Не се сеќам последно да имало до тој степен толку јака боја, да, која што било, знаеш, до овој степен. А да не е неон. А да не е баш неонска, да, искрено не сум фан на тој конкретно колорит, оваа жолта мислам ке не беше баш некоја неонска жолта, туку беше само едноставно, знаеш, брайт. Да. Сатурирана жолта, ова од истото, да не се враќам на истото ова пред истиот тој после состанок. Добро, истото. Односно пак на Fashion Week, yes. Аутфитот пред некое време. Да. Ова е буквално нешто, мислам дека е лабаво на кафе. Ништо посебно. Урбани фотографии. Да, ова се инаку нешто кое што можеби беше интересно во старт да го посочам, ова се фотографии нели од социјални мрежи, од Инстаграм, од мојот Инстаграм профил, каде што уствари се извадени сите овие фотографии кои што се дели, еве конечно е малце да се тргнеме од мене, да се вратиме на другиот дел. Тамара и Јанг Дади, ова е конкретно од снимањето на спотот на Јанг Дади и Тамара, нивната песна, која што беше, мислам дека лани летото. Па така нешто. Да, лани така беше и ова е конкретно од снимањето на нивниот спот. Баш беше интересно, снимавме во сред лето, ни беше најжешко на цел свет. Значи мислам дека тој спот, мислам дека сите бевме среќни што се обидовме да го завршиме во најбрз можен рок, за да не ни биде толку топло. Конкретно, можно е на македонската публика ова да не име јасно за кого правиме муавет, ова е тајна, светски позната оригинална албанка, светски позната девојка која што го направи и мојот, морам да признам, најголем успех. Тоа е конкретно оваа фотографија која што е видена моментално над 100 милиони пати на Spotify, која што буквално вирално отиде. Јас се клавам дека и тајна, ете, да може да имате прилика да направите муавет. Никој од нас не беше свесен дека такво нешто следи, зборам во моментот кога го изработуваме. Таа е пејачка од Албанија. Така. Добро, супер, еве, браво. Исто тајно од истиот спот, каде што муаветот ми беше дека се клавам дека и самата таа тотално не би замислила дека нешто толку нели во светот може да отиде има одзив, да, на нивниот јазик, знаеш, секогаш нашите јазици тука од Балканот особено некако за жал природно не ни доаѓа дека тие работи ни се нас многу достапни, особено во ова време на интернет, и ова е доказ баш за тоа што го говорам. 100 милиони прегледи на Spotify е Браво. Дури не сум ни сигурен дали информацијава која што јас факти дека ви ја кажам, сум свесен за тоа, но не сум сигурен дали сум свесен за реалноста на оваа информација, колку е, што се тоа 100 милиони. Тоа е стварно една бројка. Секогаш имам сериозен проблем со бројки, секогаш најлесно за да сите вие кои се занимавате за тие работи. Да, за да го визуализирам сето, си викам ај поред, ај 100 луѓе како изгледа во живо, ај 1000 како изгледа, ај 10, ај 1 милион, а не па оваа бројка која што кажав, така што видовме мои фотографии од Мартин од тебе, сето она кое што го работиш, од овие снимања кои што ги имаше со нашите звезди, а и си како со ние од регионот. Да погледнеме те фотографија доктор Ленча. Јас овие фотографии, секако со одобрение на докторката, си ги најдов на Facebook профил. Имаше многу, но одбрав неколку. Се надевам дека сум одбрала вистински. Ајде, да видиме. Изненадување. Да, чепкав малку и подоле, можеби 2013-14, не знам. Ова е во Варна, мислам, на конгрес некој, па прошетка покрај морето, ме фасцинира секогаш морето, водата, сонцето. Да, и така, радосно ми делува. Да, баш убаво и позата, убав колорит, убава боја, да. Извинете, да, ви влегувам во приказната, ама некако неизвестно. Сега тука некаде видов дека сте во природа и затоа ми беше интересно. Ова е во село Модрич, се вика моето село, утре тамо ќе одам, здравје. Модрич е на Јабланица планината меѓу Дебар и Струга, на надморска височина од 800-900 метри, и од едната страна е Вевчани и Јабланица, од другата страна е Модрич, така да таа природа е таму и е преубаво и прекрасно, и не одам толку колку што би сакала често да одам. И еве сега утре ќе одам. Супер, значи убаво сум ја одбрала фотографија, да. се потсетиме и на тие
делови во Македонија? Ова е Белград на води. Белград на води, да, зимата бевме на гости кај другарка ми Јане и таму се фотографиравме на Белград на води. Околу Нова година беше. Јас имало вода сум одбирала. Па добро, не ми се ситат фотографии со вода, ама така се одбрани дефинитивно. Да. Добро. Одиме понатаму. Сега тука ова е исто Божикна, па да, тогаш беше зимава сега, пред Нова година, Божикна, весело со мои многу драги пријатели, пријателки. И така, една весела дружба, Божикна новогодишна, со Исак секако. Така. За Василица. Ова е за Василица, да, пред години е ова и ова ми е во штаб, во партискиот штаб. Јас сум председател на Унија на жени на Општинскиот комитет Ѓорче Петров и имаме една традиција, жените задолжително за Василица правиме нели кума која е подготвува паричка и тоа го Годинава кај кого падна? Годинава јас бев кума, сега кај кого падна не знам, не се сеќавам искрено. Добро, но вие сте биле кума. Да, оваа година бев јас, да, па така да до година ќе имаме секако кума што ќе подготви. И како ви испадне баницата? Баницата специјал се одлични, мислам. Од специјал ги нарачавме, беа одлични и до година од таму ќе бидат сигурно. Ова ни е настан во општина, пошто доскоро бев нели и председател на советот на општина Ѓорче Петров, ама откако ме именуваа за директор, дадов оставка на таа позиција. Меѓутоа ова е настан општински во домот на култура во Ѓорче Петров, каде што искрено сега не сум сигурна кој настане, не можам ни да довидам толку од фотографиите, меѓутоа бројни настани се организираат од различен тип, домот на култура ни е местото каде што најмногу има нели капацитет да можеме да се собереме, да. Така. Добро. Одиме сега со фотографиите од Сања. Еве. Мама и тато. Тие сме. Уживанци, а гледам позади нешто накитено за Божик. Затоа што на 18 декември имаат годишнина од брак, мислам дека ова е кога има 45 години кога прославивме така скромно на еден ручек. 2023. Како тоа со еден ваков лик кој што ги имаме во Амерен, не посакавте вие да бидете дел од тој свет од глумица? Па добро, имам кажано. Убаво изгледате. Благодарам. Во неколку наврати имам кажано дека генот си го прави своето, значи тоа нема бегање, меѓутоа по препорака на татко ми кажа дека сепак не е време за глума, бидејќи тој функционирал во друго време како глумец, тогаш имало и повеќе вредности и критериуми, сега е малце по-изместено. Ама за време на школувањето сте биле дел од тие актерски секции и така натаму, да. Секој пат бев. Добро. Ова е една многу драга слика и доказ дека политиката не прави непријатели ако доаѓаме од различни политички партии. Ова сме една група која што бевме во Америка како млади политички лидери, значи има представници од ВМРО и од СДСМ и од ДУИ, и од Вреди, од реформаторите. Така да до ден денес функционираме буквално како едно друштво, си помагаме, се почитуваме, иако пак ќе повторам сме од различни политички партии. Мислам дека сме пример во општеството како треба да функционира. Дел од нив се сега на функции, дел сме претходно биле на функции, така да вистински пријатели. Да, се согласувам и некој пат, иако решението во дебатата доаѓа од спротивната страна, а сепак е подобро од вашето, треба да се прифати, не треба. Апсолутно, меѓутоа пак ќе кажем не функционираме така за жал. За жал. Ова е семејство големо од мои роднини кои што се од Тетово. Да. Мислам дека и недостасуваат неколку. Не, ова е од една свадба, меѓутоа навистина прекрасни луѓе, едно прекрасно семејство, прекрасни роднини кои што функционираме на дневна основа и мислам дека ова е богатството во животот. Значи се собирате, си играте, се игра, се пее.
убави работи, меѓутоа и за неубави работи знаеме да се собереме, да се видиме, да поразговараме, да си помогнеме едни на други. Ова е мајка ми, ова сум се гледа дека сум тука 2-3 години, бидејќи татко ми бил познат и е познат, и јас ете преку политиката, преку функциите и така натаму сум позната, меѓутоа некој требал да биде столб во семејството. Не би биле ние успешни двајцата доколку она не беше и не е, да речам, толку трпелива, внимателна, меѓутоа и многу силна. Да, тоа сакав да ние двајца сме всушност благодарение на незината и пожртвуваност, можам да кажам. Кој е главен во домот? Се знае. Се знае, евидентно е тоа. Мајката значи е таа која што ги дава инструкциите во однос на ги спомнавте семејните на собирање, кој е тука главниот организатор, кој што мајката во домот претпоставува? Таа ги дава ингеренциите кои што се работи? Да, подготовките за ручекот за организацијата, меѓутоа за добрата забава се подразбира кое мислам имаме. Мислам во секое друштво е тоа така. И луѓето и очекуваат да е така. Човек што е хуморист, секој има улога. Човек што е хуморист знае да направи многу убава атмосфера. Пред се и боемскиот живот, еснавскиот живот. Бидејќи и стар скопјанец и има голем круг на луѓе, ми е драго што и мајка ми и татко ми функционираат со едно друштво уште од средно време до ден денес навистина се дружат. Тука беше и Благоја Ѓоргиевски со нив од Орце Николов генерацијата и мислам дека е тоа реткост во денешно време. Да, Орце јубилеј оваа година. Јас сум каревец. Јас сум каревец. Да. Имаме среќа добри средни училишта кај нас, добри гимназии или стручни, така што квалитетни и си го држат тој рейтинг, да кажам, со годините. А инаку можеме еве сега да го искористиме присуството на докторката, бидејќи ни доаѓа лето. Дали сме подготвени, дали нашата кожа е подготвена? Да. Верче, полека ќе се дојде летото. Па да, ама еве веќе продолжени викенди, луѓето веќе без разлика и на планина треба да се заштити човек, не само ако оди на езеро или на море. Секогаш. И на планина, и низ град, и на море, и лете, и зиме, особено зимно време забораваат најголем процент од луѓето ќе отидат на скијање, ќе се вратат испржени во лицето. Црвени, да. Така што секогаш треба да бидеме подготвени со заштита, независно каде се движиме. Како што реков, Скопје има многу сончеви часови и знае, нели, понекогаш да излезете од дома и денот да го поминете надвор. Секогаш треба да се има заштитен фактор да се носи и сите оние делови од телото што се фотоекспонирани. Гледам рацете дали ми се покриено. Се што не е покриено да биде заштитено. Затоа што кожата има моќ да 15 на минути ве заштити. Значи, пигментите наши можат 15 на минути да заштитат да не се случува оштетување. Меѓутоа, над 15 минути веќе е неопходна заштита. Интересна информација. Значи, треба да се ставаме со SPF фактор постојано. Заштитен фактор да има, постојано да има и битно е тоа дека треба отприлика на 2 часа тоа да се обновува. Особено тоа важи кога сме на море, на вода, езеро, независно се однива. Дека не тоа еднаш сме се намачкали готово. Да. И исто така е многу важно да се знае која количина треба да се нанесува на колкава површина. Значи не треба да се претерува, меѓутоа тоа најчесто на дечињата им се прави, нели? Кога ќе видам некој дечиња на плажа, лицето им е цело бело. Дали тоа така треба или не? Не, тоа се и некои препарати што имаат цинкоксид во себе, па тие остануваат бели по секако. Самиот состав. Меѓутоа, задолжително треба секогаш да се посвети внимание на секој дел од телото. Значи, секогаш се забораваат мажите особено. Значи, ушите се забораваат да се заштитат, се горат ушите, се забораваат прстите на стапалата, секогаш најмногу се горат, така да треба и се смета дека е мерка количина еден прст. Значи за една регија, а телото има 11 регии
за тоа друг пат или дојдете ми во ординација, па ќе ви кажам шема. Имено, исто така, истото тоа значи и лековите се даваат на милиграм на килограм телесна тежина, така да и телесна површина мора да се има предвид, нели? За да биде тоа добро заштитено, за да не се оштети кожата. Еви Мартин слика на отворено, значи немој да забораваш ушите, кратка коса, друга ние може да се скриеме жените. Секогаш се неколку изгорени. пати да се утне за да сватиш уствари што нели отпосле каков сайд ефект има целото тоа нели изгореница, така што да, се случило за жал неколку пати, но веќе не. Добро. Да веќе не, одлично. Одлично. Да. Дали еве Мартин ти ја прашавме Сања дали размислувала за друга професија, да не си фотограф, дали би одбрал нешто друго Знаеш да како бидеш? многу несвесно почна мојата работа со Инстаграм за почеток, на крајот на тие и така станав фотограф со самото делување на Инстаграм, со поставување нели на содржина. Контент креатор нека биде името кое што ќе го користиме, затоа што некако знаеш зборот инфлуенсер некако почнува се повеќе, мислам веќе сите сме свесни за тоа колку е под број еден премногу користен. Извикано е веќе некако. И од друга страна премногу користен во погрешни насоки, на погрешни места, некогаш и кај погрешни луѓе, и тоа е тотално не на место, едноставно. И затоа секогаш јас искрено се оградувам од тој дел и секогаш контент креатор, односно креатор на како има да е контент? На содржина, да. Креирање, значи содржина, нешто кое што признам мене и таа страна од работата некако ми даде прилика да ја почнам да ја правам, односно оние фотки уствари кои што ги гледав пред да почнеме со моите нели професионални. Некако се подели работата на две. И Мартин пред камера и Мартин позади камера, така што добро, тоа е баш интересно. Искрено, да, мене искрено баш напротив не ме ни пречи затоа што сосема сум окей со нели двете страни, само тоа што сум тука присутен, нели кажа дека немам проблем со камера, но ако треба да бирам, искрено не би менувал. Така. Нели ме праша дали би менувал да се вратам, се осврне на поентата. И дали не само да менуваш неговите, да. Кога не би бил фотограф, дали би бил нешто друго? Сега за сега усвари, нека биде зашто ја пред 4 години би знаел дека би го правел ова, така што мислам дека не е окей да даваме во иднина, нели што тука ние. Може би во режија да преминеш. Али тоа ќе биде повторно, да. Ќе видиме, иако имавме неколку обиди со Ивона околу режија на видеоспотови, али ќе видиме. Зашто да не? Јас сум секогаш окей со сите тие предизвици. Така, доктор Ленче, дали вие надвор од вашата професијата имате некоја хоби, не знам, може би некој инструмент во младоста сте свиреле, може би некој музикална, не, тоа апсолутно не. Сега периодов немам хоби зашто имам 3-годишен син, така да он опфаќа секој слободен вик, нема време. Неговото хоби е и ваше хоби. Да, така. Цртани филмови главно, и песнички и така натаму, а иначе сум голем љубител на цвеќиња, особено сукуленти. И во еден период имав преку 100 различни видови. Така. Меѓутоа дома, да. Зошто не сме дошли да сме тоа, да снимаме тоа прилог? Сега веќе нема сето тоа, после откако се роди Исак, е поделено на поблиски, подалечни пријатели, така да. Немам веќе инаку да сукулентите ми се така слабости, цвеќињата вкупно сакам, меѓутоа сукулентите особено. Да, браво. Добро. Господја Сања, ја видовме господја Ленче, ете што припремила како кума. Пита како вие се снаоѓате по кујната. Доаѓа 1 мај, сега прашавме. Кувам во обид сум, сакам да готвам, навистина сакам да готвам. Гледам се актуелни се многу рецепти, здрава храна, тие ги гледам, што можам тоа го спроведувам во пракса, давам да пробаат и дома и другарките и така да. Гурман сте иначе? Па природа сака да пробате некои нови кујни. Да, сакам убава храна. Па не сум баш многу по нови кујни. Така. Такви кујни од типот на тајландска, либанска храна не обожавам. Тогаш останувам гладна. Да, тогаш останувам гладна. Меѓутоа традиционални македонски јадења сакам многу, италијанска храна секако. И така. Да, супер. Мартин, ти?
Со оглед дека патуваш, сакаш ли да експериментираш со храна, да пробаш некои други вкусови? Да, не ми пречи во кујна за почеток дома, нели да се обидеме нешто да направиме, не ми пречи, повеќе имам желба него што морам да сум искрен. Повеќе така, најлесно ми е да нарачам и едноставно тоа е реалноста, тоа е фактот, џабе ќе се лажеме, но пробување друга кујна, нели, во странството дефинитивно. Азиска ми е number one и тотално секогаш отворен за било се ова кое што набравте вие, на пример, ја рецимо сум за. Тоа е разликата, да. Ја тотално се тоа би без никаков проблем, да, баш напротив. Да, ленче вие не. Не. Македонска така. Не, јас сакам да пробам, меѓутоа не. Секогаш ќе одберам. Секако ќе одберам, еве условно да кажам европска традиција, класична. Да. Месарство. Особено кој е добро направено. Да. Повеќе сакам месо отколку така да повеќе сум на класична кујна. На класична кујна. Добро. Супер. Да. Еве вакво пред да го закружиме ова гостување, имаме што некои 2 минути. Како би започнала сега денот со оглед дека сте во собранието, долги години бевте директор на УЈП, па колку е различна динамиката или едноставно динамични две институции сте? Не, мислам драстично се смени динамиката и обврските и секако дека сега е малце и посмирено, нема толку многу обврски. Не да речеме, не си крив за се, нели, пошто претходно... Да, нормално. Вина така е чудно ли сега во овој период, така што не сте крива за се? Не, сега ми е навистина период кога се учиш многу нови лекции, учиш колку има вистински пријатели, колку има лажни пријатели, така да тоа е една голема лекција и благодарна сум за тоа. Меѓутоа, денот ми почнува многу рано станувам, одам на вежбање и потоа почнуваат обврските кои што ги имаме во собранието, секако и повеќе време за драги луѓе да се видам и повеќе одмор за себе, повеќе време и за книги, повеќе време и за Netflix. Да, супер. Сите она кое што се она што недоста слушам, меѓутоа треба на вистина време, бидејќи телото го памти стресот. Така, да. Секако и уморот. Да, секој му е потребен. Доктор Ленче, вие со вашата динамика, со вашата работа со пациенти, секако е стресна. Како се опуштате? Каде сега и синчето рековте 3 години е и тоа бара внимание? Па се опуштам со него. Значи немам термини јас за вежбање, ама со него кој ќе идеме во парк ќе се изнавежбам кардиовавезно. Трчање, шетање, тоа не да е кардио. Така да тоа рутината е таа од сабајле, се носиме во градинка. На работа, на враќање се земаме од градинка, па попладневните часови ги користиме или да се видиме со пријатели или парк да се времето сега е убаво. Фала Богу, престана да врне. Влеземе, да. Па да овој период додека не стане и прежешко да го искористиме да можеме да бидеме надвор, затоа што инаку цела зима нели загадено внатре сме, ладно е внатре сме, па после ќе биде и прежешко, така да овој период е најубав. Да, пролета е убава за прушетки. За надвор. Да, јас тука ќе ви се заблагодарам што бевте наши утрински гости во Здрава Македонија. Прекрасни бевте. Да. Верувам дека ви убаво си поминавте. Сакам да го честитам утрешниот празник 1 мај на сите граѓани. Така.